Од студиото овде во Скопје се селиме во Штип, во соборниот храм Свети Никола во овој град. Од пред 10 дена се наоѓаат моштите на овој светец. На поклонение на верниците беа на празникот Свети Никола. Што за религијата и за верниците значат моштите на светците? Ова е тема на следното линковско вклучување во Штип со колешката Славица Величковска. Ова линковско вклучување го реализираме од соборниот храм Свети Никола. Пред 20 дена, точно за празникот Свети Никола, овде дојдоа мошти од светецот. Што току заврши утринската литургија и мој соговорник на оваа тема е свештеник Добрица Јанев, кој ќе ни појасни што значи за една црква, за една вера и за верниците, кога моштите на некој светец почиваат токму во храмот посветен на него. Добро утро и да ни појасните. Многу верници со голема радост ја пречекаа информацијата дека во соборниот храм Свети Никола дојдоа мошти од светецот. Што значи за вас како Брегалничка епархија, за соборниот храм и за црквата воопшто? Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Светите мошти представуваат еден вид сведоштво духовно за нас верните. Многу голем пиетет, многу голема почит имаат моштите на светителите, на бачениците и голема е духовната радост кога дел од моштите ќе пристигнат во некоја црква и таму ќе бидат дадени и на чување, но и на поклонение на верниот народ, бидејќи моштите од светителите не е битно колку се големи, дали е поголемо парче или помала честица, целивајќи ги, поклонувајќи се со вера, тие многу пати знаат и да мироточат. Точат миро, од кое народот се исцелува од сите душевни и телесни болести, и затоа нашата радост е уште поголема, што ете со благослов на високопреосвещениот митрополит наш, господин Иларионот, бари ни донесоа честите од моштите на Свети Никола. Ние знаеме да кажеме, еве Свети Никола дојде дома, овие мошти остануваат овде во црквата Свети Никола на чување на поклонение, и накнадно ќе се договориме со благослов на владиката кои денови ќе бидат и изложувани за верниот народ да се поклонува. Со тоа што молејќи го Свети Никола да се застапува за нас, за нашиот верен народ, за целата наша држава. Овде во оваа црква не само од Свети Никола имаме дел од моштите на Свети Гаврил Епископ Велички, а исто голема радост не представува во црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, каде што се чува дел од моштите на Свети Алимпи Столпник, кој се празнува во месец декември, каде што и тогаш ги вадиме народот верен да се поклонува, да ги целива и да го моли Свети Алимпи, Свети Никола, Свети Гаврил Велички и сите свети да се застапуваат за нас пред престолот Божи, заедно со Мајката Божја, за Господ Бог да ни дарува простување на нашите гревови, да ни дарува телесно здравје и душевно спасение. За верниците ова веројатно е приближување на кон верата. Овие мошти значат еден вид поврзување со светците и многу често се поврзуваат со разни чуда и исцелувања, како што кажавте. Ден денеска во православниот свет ќе видиме и на социјалните мрежи, еве ни се достапни многу сведоштва. Еве ќе кажем пример од моштите на Свети Спиридон Тримифунски на Крит, на Крв, потоа моштите на Света Петка во Јаши, каде што ден денес се случуваат чуда. Чудата се случуваат ако ние веруваме и ако со вера пристапиме и го молиме светецот да се застапува за нас, тогаш, како што вели и во Светото писмо Спасител наш Господ Исус Христос, верувајте и ќе добиете, барете и ќе ви се даде. Моштите на светителите се секогаш достапни. Еве во манастирите наши, во повеќето има и повеќе мошти од повеќе светители. Тоа е се дадено нам за сведоштво наше да ни посведочи пред Бога. Секој оној што со вера пристапува и со своја индивидуална молитва се моли на светителот од било која потреба, се разбира разумна, да не бараме на некој да наштетиме, но да бараме, например, и да се молиме за некој друг, за некој наш близок, пријател, Господ да му дарува здравје или да го одврти од некој пат погрешен на кој е тргнат, тоа сепак ќе биде услишано доколку со вера сето тоа го побараме преку Свети Никола или преку било кој светител од Бога.
Ви благодарам што бевте дел од Македонија наутро. Благодарам и на вас. Секој ни беше особена чест да кажеме на нашиот верен народ дека токму во Штип имаме дел од моштите на Свети Никола кој спомнавте дојдоа на самиот празник. Тоа беше се што имавме да кажеме на оваа тема. Доколку немате прашања, односно доколку имате прашања од студио, повелете.